Почитувани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со професорката Катерина Тодоровска. Кате, ќе ти го заборавив презимето. Тешко. Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја на Македонија. Нормално темата ќе знаете што е, предвидувате веројатно, затоа што се наближува Илинденското востание, денот на Илинденското востание, 2 август, 120 години од Илинденското востание. Професорке, добар ден и добре дојдовте на Македонската радио програма уште еднаш. Добар ден. Добро ве најдов. Драго ми е што повторно ќе зборуваме за историјата на македонскиот народ, особено сега ова што е многу значајно во овие моменти. Само за момент некако како да ми се избуричка ова камерчето. И ќе зборуваме за Илинденското востание, особено после оние контроверзни изјави, односно не се контроверзни изјавите, тие се стабилни изјави на бугарските власти, председателот и така натаму. Најнапред имаме и нешто од СДСМ што никогаш и не го очекувавме. Не знам дали тоа ќе го прокоментираме, потоа ќе одиме со самата прослава, бидејќи изминатите неколку години Илинденското востание не беше прославено онака како што треба за спрема моите видувања. Не знам дали вие ќе се сложите со вашите ставови. Порано ете таму зборуваа и личности, па го направи Илинденското востание дека било уште од тогаш за влез во Европската унија, па и за во НАТО, дека било мултикултурно и дека било не знам какво. Професорка, најнапред, јас пред да одиме на овие настани кои ќе се случуваат, сакам да ја прокоментирате изјавата на СДСМ или на владеечката партија дека имаат резолуција некаква за Илинденското востание во однос на изјавата на председателот на Бугарија Румен Радев. Знаете што, ајде да тргнеме некако наопаку, па прво да зборуваме за тоа што зборуваат бугарите, па после што направија наши. Значи, мене ми е многу нормално и многу прифатливо тоа што бугарите поднесуваат декларации, поднесуваат некакви резолуции, што ти не во однос на македонската историја. Така што нивниот однос мене ми е многу јасен. На оној кој што нема корен, потребна му е декларација за да се измисли корен. Така прават и бугарите. Значи, тие немаат никаква допирна точка, мислам, од научна гледна точка. Зборувам нити со Кирил и Методи, нити со Илинденското востание, меѓутоа ете, за да покријат некои си фалинки во својата историја, се обидуваат на тој начин со тие декларации да покажат или да докажат дека нешто е нивно. Вие, еве, ќе зборувам конкретно за вас и за мене, сигурно немате потреба да појдете во црква или во собрание да поднесете декларација дека вашите родители се ваши. Ниту јас. Така што ние како македонци немаме апсолутно никаква потреба да поднесуваме ниту резолуции, ниту декларации, ниту ништо, за да докажеме дека нашите предци од Илинденското востание се наши предци. Тоа е таква една ноторна глупост, таква е една игра на комплетно луѓе кои што се некадарни да вршат својата функција, која што ете не знам како народот се уште им ја доверува,
зошто не реагира малце побурно, и тоа никако не ми е јасно. Меѓутоа, вие да поднесете декларација, односно резолуција во собрание дека Илинденското восстание е ваше и никој не може да ви го земе, тоа е надвор од здравиот разум. Така што срамот кој што нам ни го нанесуваат и како историчари и како македонци е многу голем, не заради тоа што тие не се свесни, туку заради тоа што сега ние треба да се срамиме од нивниот срам. Срамно е пред се да не си ја знаете историјата, а уште посрамно е да се поведувате по мислење на некои си кои што сакаат да ви ја украдат историјата. Знаете како сега испаѓа, многу симплифицирано ќе кажам. Вам ви влегува некој си крадец дома и ви зема некој значаен, да речеме, документ или да речеме, некоја статија, која што вам ви е значаен. И сега тој или таа со резолуција оди и кажува тамо во општина, ова е мое, не е на Ицо Најдовски. И овие ќе го прашаат, чекај сега, зашто не е на Ицо? Кој е сега тој во приказната? Значи, целата приказна е тука. Како вие, односно како тие, ќе докажат дека нешто е нивно, што не е нивно? Па со декларација. А зашто јас па да докажувам дека моето е мое со резолуција? Значи, сакам да кажам дека такви детски, такви збрзани, такви неподносливо, неиздржани активности, разочарувачки за сите нас прават овие од власта, што чинам дека веќе дегутантно да се зборува за нив, меѓутоа мора да се зборува затоа што треба еднаш за секогаш македонскиот народ да разбере дека не сме повеќе да не само да молчи, туку и да избира и да носи на власт луѓе кои што немаат основно национално чувство и луѓе кои што немаат основно познавање на сопствената историја. Доколку вие или јас имам ете да речеме дадена можност да бидеме луѓе кои што ќе решаваат за одредени проблеми на целиот македонски народ, тогаш треба да го послушаат народот. Народот во Македонија 90, ајде, нека не е 90, нека е 80%, зборувам од македонскиот народ, многу јасно, многу гласно кажува дека не е за сите оние барања кои што ги поставува Бугарија во однос на влезот на Македонија во Европската унија. Ние сите сме, и да не се лажеме, тоа е многу мал процентот на луѓе кои што не сакаат да се придружат кон Европската унија, односно Македонија да влезе во тоа семејство, меѓутоа сето тоа треба да биде многу достоинствено, онака како што сите други народи влегле. Знаете, и во Обединетите нации имате една резолуција која што вели дека секој народ има право на свое име, на своји национални обележја и државни обележја, меѓутоа тоа не важи само за Македонија. Да, член 2 е од повелбата. Ајде сега да не ги редиме, можеме и да ги редиме членовите, меѓутоа нашиот хендикеп е тргнат од моментот кога ние го сменивме ова знаме, националното знаме на македонците, кое што вие го имате тука зад вас. Меѓутоа, секоја една одстапка се гледа како некако пријателски подадена рака, туку како немој ќе да се одговори на силеџиите. Па редно е, мислам дека е редно силеџиите веќе да сватат дека силеџиството, односно уцените, се еден од начините на кои што владееле Хитлер и другите фашисти, и чинам дека во 21 век на тие такви реакции, односно фашизоидни дејанија, не име место. Да, видите, тие сакаат да го присвојат Илинденското восстание, а од друга страна пак тие си имаја своја собствена држава, нели? Кнежеството беше бугарско тогаш во тоа време.
и си има своја собствена војска. Ако тие ослободуваа бугарски територии, ако правеа такви нешта, зошто не испратија воени чети и така натаму за ослободување на Македонија, Егејскиот дел, Пиринскиот и така натаму, туку целата тежина, целата борба беше на рамената на македонците, нели? Зошто не испратија? Затоа што не го чувствуваат свое. Да. Зошто денес ајде актуелна е војна меѓу Русија и Украина? Зошто тие ако толку многу ја сакаат Украина не испратат едно, ајде да речеме 50.000 или не знам колку војска? Не, лесно е да се борите со крвта на другите, а после да се прикажувате како миротворац. Тоа е истото што се случило и тогаш, знаете како, историјата се повторува само глумците, односно играчите се други. Другото сето е исто. Ние од историјата многу убаво знаеме и што било и како денеска се однесуваат и зошто се однесуваат така како што се однесуваат. Да не се повторуваме повеќе пати, го имаме зборувано Берлинскиот конгрес, Сан Стефанска Бугарија, потоа конгресот Букурешкиот договор и така натаму. Се знаат тие нивните, и истите се овие сега коледари што доаѓаат, нели се на Коледе дојдоја и Меркел, па и Макрон, па и онај Хан, па и таа Могерини, па од Италија имаше, од каде не се имаше премиери, председатели, не убедуваа сменете го името и готово во Европската Унија. Да го оставиме тоа, не ме интересира, затоа што пак доаѓаат суроари, ние ги викаме, или коледари, почнаа да доаѓаат, да, сменете го уставот или пак готово, ние сите ќе умриме. И единствен ни е патот и излезот и тоа. А јас често велам, така малку само да се надоврзам кон вас, јас велам во Македонија камен да посадиш компир ќе изникне или патлиџан домат. Нашата земја е толку многу плодна, што ние воопшто немаме потреба, да кажам, за вакви национални и луѓето, она што мене ме загрижува многу, најнапред како македонец, ме загрижува многу што велат, па јас сум македонец, кој може тоа да ми го земи? Па никој не може да ми го земи мене дека јас сум македонец во оваа соба тука, 2 метра и без прозорци. Па и ти си македонка во ќошот таму. Меѓутоа, кога ќе излеземе во администрација светска, европска и другите, ние ќе видиме што? Граѓани. Нема македонски народ, нема државотворен народ. Сега, ајде да кажете збор два со преамбулата и она слушам јас дека нели спрема Уставот на Република Македонија, ако влезат во преамбулата, тогаш се спонсорираат, се обделуваат и финансиски средства од вас, вие кои плаќате таму, и за иселениците. Значи, вие и за, ако влезат бугарите во преамбулата, ќе треба да, не само што ќе влезат како народ, и ќе објаснете за Асном дека ќе се поништи и тие така, нели, војната, тоа вие сакам да го објасните, и финансиски средства ќе се доделуваат на бугарската диаспора. Вака се. Значи, јас секогаш се обидувам навреме, да ги кажам, работите. И минатата година, ова време, објавив еден текст во кој што објаснив што се после тоа доаѓа, после влегувањето на бугарите во Устав. Објаснив дека по сите логики, значи, ќе треба да се отворат основни училишта за сите оние на кои што бугарите ќе им фрлат пари за да се пишат бугари, ама нивните деца ќе треба да учат во бугарско училиште. Значи, ние ќе треба по училиштата да отвориме одделенија на кои што ќе им биде предавана бугарската историја,
на нашите деца, значи во Македонија, ние ќе дозволиме на тој начин да им се раскаже дека Сан Стефанска Бугарија не била руски проект, туку дека е тоа голема Бугарија која што сите многу ја сакале и ја обичале. Иако целата работа околу Сан Стефанска Бугарија е многу јасна. Значи, Русија се борела во тој момент за што е можно поголема интересна сфера на Балканот, за кога ќе дојде на зелена маса да се решава прашањето за Османлиската империја, Русија да има поголемо парче со кое што таму пред Австро-Унгарија, пред големите сили, да не ги редиме, значи ќе има карти повеќе в раце за да може да прекројува граници. Ништо друго. Значи Бугарскиот сон за Сан Стефанска Бугарија се темели само на Русија и тука веќе завршува приказнат. Така што ние децата, реков, ќе треба да ги учиме на таква историја. Од друга страна пак, ќе треба да има нели наставен кадар. Веднаш ќе скокнат, ќе бараат и универзитети, и факултети за да се едуцираат луѓето кои што ќе им предаваат на тие деца. Третата работа која што ќе дојде, тоа ќе биде вработувањето. Знаете, по клучот беше 20% за албанците после рамковниот договор, сега биле сами се фалат, значи не е тоа моја информација. Сами се фалат овие од ДУИ, дека веќе имале некаде околу 40% албанци во администрацијата. Тоа не е за фалење, тоа е за жалење, меѓутоа ним толку им сече што ним им е фалба. Не разбирам како не разбираат дека администрацијата е само трошок, а не е инвестиција. Така што кога ќе дојдеме до тоа дека ќе се вработуваат само албанци, ќе се вработуваат роми, ќе се вработуваат бугари, ќе се вработуваат, каде ќе одат македонците. Вие имате случај и денес во Македонија, каде што македонци, чистокрвни македонци, македонски имиња, македонско потекло, се пишуваат за албанци за да можат да дојдат до парче леп. Тоа е многу трагично. Тоа започна со Матеја Матевски, нели, со Тоа е долга приказна, меѓутоа сега конкретно за бугариве веќе кажем. Ќе кажеме исто така дека ќе треба, нели, после да се отворат и печатници. Сега веќе и учебници ќе треба да правиме, нели? Кој ќе ги прави учебниците? Така што јас чинам дека тие во собрание или имаат тапи во ушите, или имаат перде на очите, па ниту гледаат, ниту слушаат што се подготвува. Она што исто така не ми е јасно со која пара оперирала Бугарија за овдека да се изродат или да се изнедрат толку незини измеќари, затоа што сето ова што се случува делува како многу една интересна случка во која што имате 5 или 10 луѓе, и зависи сега кој кому колку пари ќе даде, тој така ќе се пишува. Тие се сите исти, меѓутоа во даден момент кога ќе го намирисаат мирисот на парата, независно зелена, жолта, плава, меѓутоа зависно од количината тој станува нешто што пред тоа не бил. Тоа е она што фактички нас не чека како македонци, доколку зборуваме за внесување на бугарите во уставот. Од друга страна, јас ги слушав и тие бугарските официјални власти кои што се расфрлаат со некаде 150.000 бугарски пасоши по Македонија, па излегува од нивната официјална, значи најофицијална бројка, дека се 86.000, значи на половина. Она што нив ги боли вистината дека тие се всушност употребени како бугарски пасоши само за економско заминување, односно економско ситуирање на македонците. Тие таму каде што одат влегуваат со бугарски пасош, меѓутоа никаде не се кажуваат дека се бугари. Секаде кажуваат дека се македонци. Во Македонија нив ги нема, затоа што не би зеле бугарски пасош ако не им треба за да заминат.
надвор. Зошто заминуваат? Ете тоа е прашањето кое што има многу еден лесен одговор заради власт. Оваа власт на македонскиот човек, на македонскиот граѓанин. Сега овдека не зборувам за македонци само по националност, затоа што сите заминуваат, и албанци заминуваат. Секој оној кој што може на било кој начин да замине. Еве, гледам дури некаде околу 6-7 автобуси заминале од шутооризари со роми, кои што ќе бараат исто азил, тамо политички азил ќе барале. Така што сакам да кажам дека од Македонија не се бега само заради економска причина, се бега и од власта, затоа што и да направите овдека, колку и да работите, колку и да сакате да сработите, вие ќе бидете спречени. Прво ќе бидете етикетирани дека сте против Европа, а олуѓанам, вие многу сте против Европската Унија. Еве, јас не сум против Европска Унија, ама не сакам да ме газат и не сакам да влезам во Европска Унија како ништо друго, освен како македонка. И тоа гордо го кажувам, затоа што едноставно, знаејќи си ја сопствената историја, чинам дека можеме да ги отепаме сите таму со историски факти и со историски податоци. Она што исто така ќе биде многу жално и многу тажно, за доколку се впишат бугарите во уставот, ќе биде фактот дека ние сме некадарни да обстоиме на една верзија на уставот барем едно 30 години или 20 години. Ние уставот го третираме како некој си алваџиски тефтер. Како во некоја грана, чепа тоа тефтерчето, час пиши, час бриши. Ја ќе го избришам Ицо, ќе ја пишам Катерина, после ќе избришам Катерина. Бакалница, професорке. Така, бакалница нека биде, што сака нека биде. Меѓутоа, работава е дека ние немаме основно почитување кон најважниот, најзначајниот и темелниот фактички документ на нашата држава. Тие некои работи кои што јас повторно ќе речам, овие или имаат перде на очи, или имаат тапи во уши, па нити може да ги видат, нити може да ги чуат. Ајде да се префрлиме сега уште на две теми. Што спрема власта на Северна за прослава на Илинденското востание? Спремаат ли нешто за Крушево, за Пелинце, или ќе одат ли во Прохорпчински, или пак во центарот на Скопје? Имаат ли некаков распоред? А после тоа ќе одиме на Институтот за национална историја. Јас мислам дека тие имаат многу убава агенда. Агендата е Илинденското востание да се заборави. Асном да се заборави. Зборувате за власта, нели? Така? За власта, за кого? Актуелна. Значи, кога ме прашувате за тие од Северна, јас не знам за кого да зборувам за друг, освен за власт. Така. Така што тие, мислам дека, повторно ќе кажам, мислам дека копчето за нивно работење е некаде надвор од Македонија, некој само ќе го притисне и тие како марионетки, како оние вештачка интелигенција со четврт мозок. Значи не зборувам за вештачка интелигенција која што е врвна, зборувам за нешто недоработено. Така се однесуваат и како што некој ќе им каже, така тие играат. Многу е лошо и многу е тажно да чуете дека еден премиер на држава, човек кој што ги јаде парите на народот, и тоа дебели пари, нема да оди во Крушево. Зошто нема да оди во Крушево се знае само тој, меѓутоа знаат и тие што го плаќаат. Веројатно не сме да појде во Крушево затоа што знае дека таму се собира народ кој што има многу сериозно национално сознание и национално чувство, многу јасна слика за тоа што е Илинденското востание и дека нема простор таму за луѓе кои што го негираат македонскиот национален идентитет,
чинам дека после она несреќна негова изјава дека Крушевското востание, односно република, биле за НАТО и за ЕУ. Мислам, тоа е карикирано сега, нели? Така произлегува од се што е кажано. Вие имате чувство дека во Македонија власта е во рацете на луѓе кои што треба комплетно национално да не обезличат. Јас мислам и длабоко се убедувам себе си дека имаме сериозен национален капацитет меѓу народот и дека навистина сето ова што го прават некако ќе можеме во моментот кога овие навистина ќе клапнат од власт, нема да паднат, туку ќе се ничкосаат, дека ќе можеме нешто и да вратиме од нашето достоинство, од нашите определби. Јас верувам, многу цврсто верувам дека народот нема да попушти и дека нема да сака да се предизвика граѓанска војна со внесувањето на бугарите во уставот, значи дека тоа нема да дојде и не смее да дојде. Лично немам многу голема верба во никој од претениците, бидејќи ги имам на некој подруг начин видено. Ама овој пат не смеат ниту себе си, ниту народот да го изневерат. И чинам дека тоа е и причината поради која што човек кој што наголемо се обидува да ја распродаде Македонија и македонскиот национален идентитет, нема место да оди, нема простор да оди, онаму каде што ќе биде собран народот со чисто национално чувство. Ќе бидат изукани, нели? Ќе бидат како на стадион. Тие си предпоставуваат. Меѓутоа, чинам дека овој пат добро предпоставиле. Затоа што, да, народот навистина не сака да ги гледа. Добро, ајде да одиме понатаму со Институтот за национална историја на Македонија. Што спрема директорот Драги Георгиев со вас? Ништо. Професорите. Значи, ние имаме сега да ви кажаме на работа. Ние имаме 75 годишнина од Институтот за национална историја. И наместо сега таа 75 годишнина да ја искористиме на најдобар можен начин и да направиме барем едно 5 добри научни конференции, во институтот беше решено нормално, не сум јас во едно од тие тела што решаваат, беше решено преку една единствена конференција да се покрие се. Конференцијата ќе се одржи во септември, така што по свадба Тапани ние ќе чукаме за 120 годишнината од загинувањето на Гоце Делчев, 120 годишнината од Илинденското востание, 130 годишнината во очи на создавањето на Македонската револуционерна организација. Многу датуми има, значи годинава има навистина многу датуми. Еве денеска, например, не вчера, како му доаѓа, 60 годишнина од земјотресот во Скопје. Тоа требаше да биде навистина 6 години од смртта на Ченто. Од смртта на Ченто. Сакам да кажам, значи ние имавме оваа година толку значајни датуми кои што требаше на многу големо ниво да се постават. Меѓутоа, не се поставија. Јас на неколку места се обидов да замолам да направиме еден собир во Крушево. Ние, ми успеа, преку Матица на иселеници направивме. Во понеделник ние доаѓаме. Тоа е 150 години од раѓањето на Гоце Делчев. Тоа беше ланскиот симпозиум кој што годинава зборникот, чишто зборник годинава го објавивме. За оваа година подготвивме една многу убава конференција, 120 години од Илинденското востание. Морам да признам дека никој друг нема да направи научна конференција освен нас. 120 години од Илинденското востание ги одбележуваме во еден многу, да речем, критичен момент во овој зборник кој што ќе се промовира на 1 август, затоа што на 1 август е и самата конференција.
На 1 август ќе имаме можност да проговориме за текстовите. Автори сме јас, професорот Владо Поповски, професорот Васил Туциновски, професор Билјана Ванковска, професор Силвана Сидоровска Чуповска, професор Наташа Котлар-Трајкова, професор Валентина Миронска, потоа да не заборавам некој, Васил Стериовски, магистер Васил Стериовски, Васил Гичевски, професорката Благица Сековска, и сакам да кажам дека многу убави текстови, многу сериозни текстови имаме, кои што за среќа, за моја среќа, за наша среќа како македонци, ќе го видат зборникот, ќе имаат можност да го прочитаат сето она што ние го работиме. Мојот текст се однесува на едно многу значајно прашање. Тука би сакала, значи, да го кажам, ова можеби не влегува во вашата концепција. Меѓутоа сакам да зборнам збор-два за мојот текст, затоа што другите автори ќе позборуваат за нивните текстови. Така. Мојот текст се однесува на така го нареков, преображеното илинденско востание. Значи, бугарите упорно тврдат или упорно настојуваат на сите можни начини да не убедат нас дека илинденско-преображенското востание е исто, е едно. Дека ние немаме свој автохтон темел, бидејќи илинденското востание е темелот на македонската држава, автохтониот, зборувам, темел, во кој што, знаете, не знам дали сме зборувале, меѓутоа во историјата, нели, ние секогаш имаме два начина на создавање на една држава. Едниот е по пат на наследство, нели, оние, да речеме, империи кои што продолжиле да бидат кралства, царства или се преобразиле во некоја друга форма, значи општествена форма. И вторите држави кои што го имаат своето наследство според крвта пролеана за таа територија, за таа држава. Така што нашиот аманет и нашиот камен темелник е илинденското востание. Зошто сега треба тоа илинденско востание да стане и преображенско? Затоа што ако е само илинденско и ако ние го кажуваме тоа што го кажуваме, што е вистина, дека Бугарија нема прст ставено во тоа илинденско востание, значи нити имаат помогнато, нити имаат дадено било каква поддршка на народот кој што тамо гинел и кој што после тоа нормално бил и санкциониран на најжесток начин, тогаш вам ви е јасно дека повторно ете онака како што на почетокот почнавме со тие декларации или резолуции, тие на тој начин треба некако да го поистоветат преображенското востание, кое што се крева во Тракија, со илинденското востание. Меѓутоа, Тракија е еден дел за оние слушатели или гледачи што не знаат, што е на самото тромеѓе меѓу Бугарија, Турција и Грција. И сега кога ќе видите која е географската далечина, кога ќе видите дека во 1903 година немало авиони, немало хеликоптери, па да си поминат од таму, па заедно да се борат, па заедно се договориле, ќе сватите колкава е илузијата да вие да го нарекувате илинденско-преображенско востание. Меѓутоа, чинам дека фактот што тие постојано тоа го зборуваат, знаете, онаа народната стопати кажаната лага треба да стане вистина. Вистина, сега, она што е пак, темелот на нивното работење се парите. Од Европскиот фонд тие добиваат некои пари, зборувам за бугарската држава, меѓутоа наменски ги трошат само за лобирање на било каде по светот, за лобирање и за поистоветување на нивните ставови со ставовите на странски историчари, на историчари кои што се занимаваат со Балканот. И така што кога ќе видите, јас баш пред некој ден имав можност да видам еден пољак, никогаш не сум го чула, признавам до сега,
Меѓутоа, еден поljak нам ни раскажува дека во полската историографија е прифатено дека Илинденското и Преображенското востание е едно. И кога ќе го прочитате него, јасно вие односот на една држава, односно на Бугарија, кон историјата на Македонија. Значи, тие даваат ненормални пари странците да зборуваат онака како што бугарите замислиле. Од друга страна пак, сега пољакот, требало да го прочита, имаше еден, лесно му земја, многу паметен човек, беше Хенрих Батовски, се викаше професор, исто така беше од Полска. Меѓутоа, за разлика од Хенрих Батовски, кој што беше име и презиме во европски рамки, во светски рамки, овој, еве кажувам, значи човеков, јас прв пат го слушам, Рабуха се вика некој си. Меѓутоа, што е проблемот? Проблемот е што Хенрих Батовски ниту еднаш не го поврза Илинденското со Преображенското востание, многу убаво ја познаваше Македонија и многу убаво зборуваше македонски јазик. Во неговите трудови, нема труд Хенрих Батовски каде што не пишува за Балканот, за сите тие работи, меѓутоа никаде не пишува дека македонскиот народ и македонското востание има било каква допирна точка со бугарската држава, освен што 10 дена после востанието бугарската држава испратила еден допис до султанот и до сите големи сили во кој што се поставува како патрон на самото востание. И овие едноставно се чудат како е можно тоа да се случува и доаѓа, значи, до ситуација оние кои што се акредитирани нивни представници, конзули, нели, во тоа време, да пишуваат едно, а овие да пишуваат друго. И излегува морам да кажам дека за во Егејскиот дел на Македонија имало 3-4 новинари кои што се чеси. И во тоа време се затекнале, во тоа време тоа е Битолскиот револуционерен округ, и се затекнуваат за време на востанието тук. И праќаат слики испраќаат да се објават во нивни вестници. Тоа се стралтни погубни слики и таму пишува, значи така е сликата, така и е насловот. Македонските борци и македонските страдања. Таму не пишува бугари. Таму не пишува, значи тоа е 1903. Па вие треба да бидете, не знам, ајде тоа што тие бугари се желни да присвојат нешто наше. Туку вие треба да сте слеп и глув да не сваќате дека вашата историја, дека цел свет ја знае како ваша, и вие денеска, во 21 век, кога ги имате сите можни начини за информирање, да кажете дека Крушевската република не знам шо била. Па не, и колегите наши, вие зборувате за човекот, за историчарот од Полска, ами нашиот директор Драги Георгиев и тие околу него. Значи, јас не зборувам за Полска, зборувам за односот на државата кон тоа прашање. Бугарија ненормални пари дава. Немојте да мислите дека овој нашиот... Па и овие се платени. Овој нашиот... Не е толку наивен тој. Не е толку наивен тој. Точно знае за колку инкасира, се извинувам. Значи, тоа не е за џабе. Затоа зборувам. Значи, јас се надевам, сакам да верувам дека македонскиот народ има сила, има можност и дека секој оној што е предавник на македонската национална опстојба ќе си биде казнет како велепредавник или како што си се декларира самиот, значи тоа си се квислинзи во македонскиот случај. И знаете, јас често кажувам и по медиуми дека ако досега го имавме квислинг, одсега ќе го имаме драги. Добро, видите, уште еднаш сакам пак да се навратам. Нели е срамота Институтот за национална историја на Македонија да не организира ништо? А нели е срамота владата на Република Македонија да не рече вие сте платени за тоа и веднаш да го спроведете? Кој плаќа тоа?
Народот. Од чии Да. пари? Од народот. Ако е тој народ, и ако тој народ сака да се прослави Велиденското востание, вие ќе го фатите за уши, драги Георгиев, и ќе му кажете: ќе го направиш тоа, тоа, тоа и тоа. Меѓутоа, тие се во спрега и тие, јас не знам со кое лице, нешто ми чув овдека на работа, дека наводно премиерот ќе дојдел на отворање на тој симпозиум кој што го споменав за 75 годишнината од Институтот за национална историја. Јас искрено да ви кажам, јас не знам со кое лице ќе дојде и не знам дали воопшто знае што значи минимум срам. Знаете, има некои работи кои што се учат кај татко и кај мајка. Ќе се сликаме? Срамот е чудо, мола? Ќе се сликаме со него? Вие може би, јас не сум така фотогенична за па да се ја дорасипам сликата. Да. Така што друго ми е мислата. Кога вие ја продавате националната историја, да дојдете и да отворате симпозиум на Институт за национална историја, вие треба минимум срам да немате здобиено или стекнато или научено во текот на живот. Добро, ајде да го завршиме интервјуто со последното прашање. Јас овие денови, 2-3 денови се интересирам како ќе се прослави Илинденското востание во Егејскиот дел на Македонија, во Албанија и во Пиринска Македонија. И сега, ајде вие направете споредба. Луѓето се во други држави, со онаму каде што не им дозволуваат, нели? Тоа сакам да го елаборирате, да го објасните за нашите Јас вака ќе ви кажам. Да, повелете. Јас ќе ви кажам вака. Значи, знаете и вие, познато е дека јас имам многу често пишувано и работено за историјата на македонците во Албанија. Јас сакам, значи посакувам да имам навистина средства колку што имаат бугарите, за да можам да ги вложам не за претопување на македонците, туку затоа што бугарите сакаат да ги претопат македонците во Бугари, во Албанија, туку за да им помогнам да ги спасам од тој товар кој што буквално како силеџи, како малтретатори го спроведуваат и го етаблираат бугарите во сите делови каде што има македонци. Не знам колку знаете дека една господја од бугарската голема политика замина во Гора и таму бараше бугари. И таа мислеше дека ако однесе не знам колку пакетчиња, сите ќе легнат на колена, ќе клекнат на колена и раце ќе ги бацуваат, меѓутоа буквално наклоци ја изфрлија. И кажаа дека таму нема бугари и дека нема потреба повеќе да им доаѓа. Тоа е она што ние немаме можност да го направиме, затоа што пред некој ден јас гледам дека беше и претседателот на Македонија меѓу нив, меѓутоа не чув ништо ново и не видов ништо показателно што тој направи и таму. Замислете, нему му беше кажано дека треба да работи постојано граничниот премин Џепиште-Требиште и што е многу смешно, затоа што народот барем едно не знам, барем едно 20 пати до сега има одржувано протести за тоа истото. И вие да не се ангажирате, јас не знам зошто воопшто се е тој претседател и зошто воопшто тие ајде да не ги речам шетачи што шетат по македонското население, кога ништо не направија и ништо не оставија. Така што не очекувам ништо и од таа посета, чисто онака протоколарно, човекот можеби немал што да работи, па ајде да се прошетам до Пустец. Не никако да се прошета, да речеме, во Бугарија, да го посети Стојко Стојков, да ги посети македонците. Она што мене многу ми пречи и сериозно ми пречи, тоа е што одат таму
без никаква цел, без никаква намера да помогнат, со намера само да бидат сликани и утре други ден да кажат еден некој си извештај пред народот, знаеш, ние бевме таму. Значи, џабе сте биле ако нема ефект. Да, без Зошто конкретни да речеме, резултати. ние би оделе во Крушево да направиме една научна конференција ако тоа нема ефект. Ефектот е голем, затоа што зборникот ќе остане и 100 години после нас. Апсолутно. Тие не се ни свесни што тие не се ни свесни дека нивното поминува. Знаете, има една многу убава изрека, никој немој да се плашиш како ќе седнеш на столицата, плаши се како ќе станеш. Значи, овие немаат страф од тоа како ќе станат, ама ми се чини Уште дека ова да не го кажавте, професор, кој очекував да кажете за влегувањето во уставот на бугарите. Со тоа нели е тоа контрадикторно 1.000.000%? Во преамбулата пишува асно и борбата против фашистичките окупатори и така натаму. Сега ако тие станат дел од нашата држава. Значи вака сега, тие не смеат да влезат, јас затоа не сакам ни да зборувам. Значи, вие ако го славите, ако го почитувате и ако го чествувате на секој можен начин ченто, а неговиот внук да лежи в затвор за оваа држава, тоа е веќе надвор од умот. Така што затоа јас не сакам да зборувам за тоа, затоа што мене на некој начин многу ме иритира целата таа ситуација. Многу е сериозна работата околу влегувањето на бугарите во уставот. Јас искрено се надевам дека нема да влезат. Искрено се надевам дека овие што се во собранието ќе сватат дека народот е тој кој што е собственик на државата, а дека тие се оние листопадните кои што утре други ден нема да бидат во тие столчиња. Така што да, јас не сакав да зборувам за тоа намерно и мислам дека ќе го преминеме ова, знаете како во секоја фамилија има некое премрежје и тоа премрежје треба со сите сили и сите луѓе да го преболат, да го надминат, да најдат леки, да најдат начин да продолжат да живеат нормален живот. Јас го чувствувам ова како едно така фамилиарно, односно државно премрежје, кое што ќе го преживееме, кое што ќе го надминеме и Македонија ќе си биде повторно нормална држава. Македонскиот народ ќе остане како државотворен народ, унитарна држава? Апсолутно. Зошто не би останал? Добро, јас ви благодарам многу и нормално да ни е вековито Илинденското востание 120 години. Се надевам дека тоа нема да го отстапиме, вие кажавте многу и да е честито и да имаат вечна слава нашите комити од тоа време, па и партизаните, па и бранителите. Ви благодарам, професор. Бога ми, знаете, нивната оставнина е толку голема што ние чинам дека дури не ја заслужуваме. Толку многу крв се пролеа за оваа држава, а ако ние па дозволиме, не дај Боже, дозволиме некој да земе и да ја оскрнави таа жртва, тогаш и ние не заслужуваме да се наречеме македонци. Професорке, ви благодарам многу и уште еднаш честит и вековит да е Илинден, Илинденското востание. Честит да ни е. Вечен да ни е. Вечно да е. Амин.